Почитувани гледачи, добра вечер и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете дека секој понеделник во 17:10 сме со вас за да ве информираме за сите оние проблеми со кои што се соочувате во секојдневието. Така ќе биде и денес. 14 ноември се одбележа како Светскиот ден на диабетесот. Се одбележа и кај нас и уште повеќе причина што навистина веќе во последнава година е зголемен бројот на лица кои што се диагностицираат со диабетис, причините нели ќе ни ги кажат нашите соговорници денес, е денес емисијата да биде посветена токму на оваа тема. Значи, состојбата на диабетесот кај нас, одбележувањето на Светскиот ден и се разбира се она што е поврзано со оваа проблематика. За таа цел веќе со мене во студиото имам двајца соговорници, а тоа е Диме Велев, кој што е претседател на Сојузот на Сдруженија на диабетичари на Македонија и доктор Катерина Адамова, која што е ендокринолог. Ви посакувам добри дојде и благодарам што денеска сте дел од Ваш термин и што одвоивте време да бидете овде. Добро вечер, благодариме за поканата. Так. Добро вечер. Го одбележавте Светскиот ден на диабетесот, кажав 14 ноември. Ајде првин со Диме да започнеме како претседател и нели прв човек на Сојузот. Како го одбележавте? Кажавте дека и се уште се одбележува, меѓутоа еве на денот. Јас благодарам, се надевам ова првот меѓу две дами. Имам можност, иначе прво нели дамата предност. Светскиот ден на диабетесот оваа година го одбележуваме ние со повеќе активности. Централниот настан беше форумот, после долги години форум за насловен и како работен наслов и суштина што не сторивме или што треба да сториме против диабетесот во Македонија. Така. Со тоа што заокруживме еден голем процес, голем и по содржина, меѓутоа и временски околу 3 години траеше тој процес на носење стратегијата, националниот план за борба против диабетесот, или национална стратегија, и заокружување за подпишување меморандум за соработка помеѓу Сојузот и Министерството за здравство, во кој што се поместени генералните цели од националната стратегија на која што треба да работи Сојузот, односно Сдруженијата како граѓански организации. Покрај тоа, имавме промоција на нов видео, филм, клип за децата со тип 1, креирано и снимано од Баланс МК, Асоциацијата на родители за деца со диабетес 1, на кој што покровител беше председателот на државата, господин Степан Даровски. И имаме серија на работилници. Серијата на работилници треба да биде 5 и се однесуваат на 5 до сега најголем број на компликации или коморбидитети кај лицата со диабетес. Почнавме со диабетично стапало, па со невропатски промени, сега следи нефролошките промени, ќе следи и кардиоваскуларните, односно беше кардиоваскуларните во штип, ќе следи за невролошките во струга, ќе имаме за офтоматолошките, односно ретинопатијата, и ќе имаме уште една за новите терапии кои што се појавуваат на пазарот, односно во аптеките, на пазарот зборам, во аптеките, не само покрај оваа терапија што ни дава државата, инсулини и другите што се инхибаторите и така натака, да разговараме со граѓаните, односно со пациентите што се случува реално, да видиме што е тоа што и низ општините, низ натрешноста ни се случува, зошто се зголемува бројот или зошто се намалува во одредени места бројот на лица со диабетес, што е тоа што се случува кај децата. Имаме рапидно зголемување на бројот на деца со диабетес тип 1, тоа не зачудува и не загрижува. Значи, треба да се работи на превенцијата. Тоа ни се посветени сегашните активности за до крајот на оваа година. Колку се регистрирани кај вас членови кои што се водат како лица со диабетес во Сојузот? Вака, Сојузот... Говорам на ниво на нашава земја. Да, ние Сојузот сме застапени во 25 здруженија, се формираат уште 27, скоро во сите центри за диабетес каде што постојат регионално, односно ние сме околу 30 општини, поголемите општини. Ги офаќаат регионално и помалите. Нима низ целата држава, некаде дури 2 здруженија има. Добро. Со цел нели да подобро да се комуницира со лицата со диабетес. Ги офаќаме сите активни здруженија на терен, има околу 500 по здруженијата со кои што се среќаваме
соработуваме, комуницираме и така натака. Но ние значи ги сервисираме сите тие околу 170.000 лица со диабетес. Говориме само за возрастни? 170.000? Не, 170 вкупно. Вкупна бројка. Бидејќи овде прочитав една бројка за деца од 500. 500 деца се до 18 години. Така. Тие околу 500 сега се станати. Останатите се возрастни. Најновата бројка е 800, иначе после 14 ноември, да. Бројките така се менуваат за не дека е таа погрешна што сте извадиле. Така. Него уште не е промената ни кај нас на веб страната. Така, некако многу тешко оди со статистики бе кај нас. Затоа што IDF малце покасно ги прати со Атласот и затоа ние го следиме да не преме, не сакаме ние да се впуштаме во ништо повеќе од тоа, само официјални бројки да споделуваме. Ама 800 е официјално детската клиника е споделено. За жал пораснати се бројките, че се зборови за од 0 до или од еден ден до 18 годишна возраст. Така, доктор Адамова, приметувате ли, забележувате ли оваа година покачен број на прегледи кај вас во амбуланта и диагностицирани нови? Еве не можеме да кажеме точни бројки или пред емисија кога говоревме, меѓутоа еве да кажеме каква е состојбата. Можеме да се пофалиме, ако можам така да се изразам, на дека Македонија спаѓа во првите 3 држави во Европа по број на регистрирани пациенти со диабетес. Тоа е страшно во цела Европа. Тоа што е страшно, уште пострашното, што таа бројка континуирано си расте и си расте. И пред состојбата со COVID, бројките растеа. Тоа што кажува Диме, се согласувам, значи расте и бројката на пациенти со диабет тип 1, иако не толку драстично како тип 2, меѓутоа за среќа се уште спаѓаме во држави кои што сме така наречени ладни зони. Значи имаме мал стапката на пораст, значи на пациенти со диабет тип 1 е помала, за разлика од онаа стапка која што ја спомнав, која што е многу висока, значи за пациентите со тип 2 диабетес. Односно Македонија може да се пофали со 11% преваленца. Значи 11% од популацијата ни боледува од диабетес, што е навистина страшно. Овие бројки дополнително се влошија во текот на COVID пандемијата. Зошто? Затоа што прво бројот на прегледи нормално беше намален и пациентите се плашеа и нели бевме во состојба на карантин нормално. Меѓутоа, со тоа се намали и штом се намалија бројот на прегледи, се намалија контролите едноставно, можноста за контрола на тие пациенти. Тоа доведе до влошување на целокупната состојба и на сите оние компликации кои што се многу карактеристични за диабетесот, меѓутоа на кои што ние работевме долги години за превенција, сега за жал некако бројките одат во друга насока. Она што е најкарактеристично за COVID пандемијата е дека голем дел од пациентите кои што беа хоспитализирани, значи во COVID центри, се третирани со кортикотерапија. Така. Сега, пациенти кои што немаат диабетес, кои што немале претходно диабетес, кои што биле третирани со кортикотерапија, тие ја покачува, доаѓа до може, не е ке сите, може да дојде до покачување на гликемијата. Сега, кај овие пациенти, после опрвувањето, состојбата се може да се повлече и да немаат... Тој го нарекуваме така наречен секундарен диабетес. Меѓутоа, кај голем дел од овие пациенти диабетесот остана. Така да, на претходната голема бројка од ново регистрирани пациенти, сега имаме дополнителна бројка на пациенти кои што добиле диабет после кортикотерапијата. А да не збориме за оние пациенти кои што биле пациенти со диабетес, кои што биле хоспитализирани заради COVID, третирани со кортико, нивните гликемии се Заради тоа и беше посочено да се внимава и да внимаваат лицата со диабетес да не ја влошат. Разволат од корона, па да не се влоши состојбата. Диабетесот докажано е дека диабетесот представува една од ризик факторите за многу лош исход кај овие пациенти. Затоа и се советите од нас и од сите колеги и од низ цел свет посебно да се внимава кај овие пациенти, посебно да внимаваат на нивната гликорегулација и секако да бидат вакцинирани да се следат. Диме, вие како прв човек на Сојузот, имате ли сознание колку од досега починатите од COVID беа нели со диагноза диабетес? Ака јас ке дозволите да не употребувам бројки. Така, меѓутоа дали имаше? Ке употребувам проценти затоа што бројките баш и ноќес ке ги читав.
бројката и на светско ниво, Така. и во нашата држава е страшна. Ја ќе кажам дека минимум 85% од починатите се со диабетес. Значи, 85%. сепак еден голем Од ризик вкупно фактор. заболените во држава Добро. и на европско ниво, 95% се диабетес. Така. Од тип 2 таблетарна, кој што ние како пациенти се рачунаме како полагодни, не сум класичен диабетичар или шекераш, до овие нели што сме со инсулин. Меѓутоа нема разлика во однос на компликациите ако се заразат со да, вирусот. најзагрозената категорија на пациенти во однос на ковидот, односно короната, се лицата со диабетес. Значи, навистина треба да се Тоа е внимава. страшна бројка. Дали горе-доле, не знам сега дали имате информација, меѓутоа дали горе-доле сите кои што се ваши членови сакаат да се вакцинираат и да се заштитат? Во најголем дел, морам да кажам, тој дел сум малце јас лично среќен. Така. Не значи дека таа среќа треба сите да споделуваат. Односно, ако решиле да не се вакцинираат, но во најголем дел се вакцинирани и бара да се вакцинираат. Така. Многу е мал процентот. Нема ни повеќе од 1-2% лица со диабетес што ги контактираме, што не сакаат да се вакцинираат Така. или не се вакцинирани. Меѓутоа одговорноста останува нивна понатаму, ако нешто се секако. Една од случи. важната работа која што сакам да ја споменам, она што ние го следиме овие месеци, односно година, е дека ние се уште немаме сретнато во државава, раководството, луѓето што комуницираме со лицата со диабетес, немаме антиваксери. Значи, они не се вакцинираат, не се против, меѓутоа чекаат да помине време, луѓето си имаат аргументи да видам која вакцина е Чувство најдобра. на страф, Така, на да. несигурност. Да, повеќе тоа ги Да. држи, да. Како впрочем и кај сите се јавува тоа, Но меѓутоа се вакцинираат со тоа што најголем придонес околу вакцинирањето. Јас им благодарам на клиниката за ендокринологија, на докторите, на сестрите на клиниката, на диабетолозите низ државата, од центрите за диабетес, кои што со стручен совет, со добра насока ги едуцираат, ги освестуваат граѓаните дека треба да отидат да се Тоа вакцинираат. многу често Така. го гледаме во секојдневната пракса. Така. Доаѓаат пациентите и се распрашуваат дали треба, дали сметате со некоја вакцина повеќе или подобро, така да повеќето да можам да кажам, добро, не Се сите, меѓутоа консултираа ли вас, се извинувам вака што ви обаѓам во збор. за? Бе консултираа ли воопшто за вакцината вас како ендокринолог, вашите пациенти кои доаѓаа кај вас? Пациентите да. Да? Апсолутно. Секојдневно го имаме тој, навистина ми е драго затоа што затоа сме ние таму Така. да ги разрешиме нивните стравови, затоа што ако им дадеме пас, ако они се осетат сигурни, после тоа ќе го расшират помеѓу другите, така да ќе бидат состојбата ќе биде многу подобра. Така. Кога говориме за состојбата со диабетесот, секогаш нели кога ќе говориме, некако еве и како и сега што кажавте, се покачува бројот, се зголемува бројот на новодиагностицирани, па се поставува секогаш прашањето колку ние воопшто луѓето, населението е едуцирано за состојбата на диабетес и колку пак луѓето што го имаат веќе овој проблем се едуцирани. Постои ли некоја таква стратегија, еве, во однос на Сојузот и во однос на вас како нели одговорни доктори за оваа проблематика? Можам да кажам дека кај нашите пациенти во секојдневната пракса, значи кај новодиагностицираните пациенти со диабетес, секогаш ги праќаме на една едукација од половина час, час и пол, после тоа ги повикуваме повторно за да ги видиме резултатите од таа едукација. Затоа што пациентите со диабетес можам да кажам дека поминуваат низ неколку фази. Во првиот момент се исплашени, шокирани, одбиваат да го прифатат тој факт дека имаат доживотно заболување, и тој збор доживотно им е малку страшен. Признавам дека е страшен, меѓутоа мораме да кажеме дека тоа доживотно заболување, дека тоа нема да помине. Така да додека поминат низ тие неколку фази, фаза на прифаќање и дека можат да живеат најнормален живот ако ги применуваат сите мерки, значи за редовно мерење на гликемија, броење на шеќери во секојдневната пракса, така да треба еден временски период да помине. Меѓутоа, таа едукација, таа е првичната едукација. Едукацијата понатамошна секогаш треба да биде на одреден временски период, затоа што едноставно имаме нови информации и
како што вика еден пациент, да си го обновиме знаењето. Така, да. Така да пожелно е да и се обидуваме да ја спроведеме тој тип на едукација во пракса. Так, пред да преминам на некои прашања кои станува зборни за третманот и сето она што се во моментов што се нуди нели на овие пациенти, би сакала да ве прашам само заради чисто информативно заради нашите гледачи за оние кои што не следат, а немаат ваков проблем, кога веќе се констатира дека едно лице има диабет. Што треба да е шеќерот, некој параметар над 20-25, како одат тие работи, чисто вака информативно би сакал? Тоа е многу често прашање и драго ми е што ме прашавте. Значи, најчесто, за жал, пациентите се диагностицираат кога ќе дојдат и кога ќе забележат дека не се чувствуваат добро и заради таа причина консултираат лекар и гликемијата е 12-15-20. Значи, тогаш е веќе касно. Тогаш веќе и самите пациенти знаат дека имаат диабетес. Тогаш веќе веднаш им давате терапија? Да, затоа што гликемија на гладно во 2 наврати над 7 значи диабет. Гликемија на од 11 милимола во било кој период од денот значи диабет. Значи нема... Тоа се тие информации кои што би требало да ги знаат пациентите. Сега, идејата е да се превенира диабетесот. Значи, да пациентите кога одат на редовни контроли кај своите матични лекари, да се провери гликемијата на гладно. Ако гликемијата на гладно е над 5,6, значи би можело, доколку имат позитивна фамилија... Доколку се толерира, например, 7-8... Нормално е до 6,1. Значи, се што е над 6 треба веќе да е аларм? Да, треба да е аларм, треба да се направи орален гликоза толеранс тест. Така. Тој ќе ни укаже дали постои така наречен скриен шеќер, предиабетес или диабетес. Има некои бројки кои што најбитните се 7,8 2 часа после пиењето на гликоза на 75 грама гликоза или над 7,8 или над 11. Тоа ни се главните вредности. Добро, тоа ми беше поинтата за сите оние кои што не следат. Ако сепак имаат над 6, некогаш, консултација. Да направат некоја консултација, да појдат кај доктор кој што ја третира оваа проблематика за точно да се утврди дали на вистина има проблем со диабетесот. Кога станува збор за третманот, терапијата, Диме, ти си веќе чинам неполни 2 години, прв човек на Сојузот. Претходно имаше некои промени од страна на Министерството, ми гостувал претходниот председател што беше Бојан, сме говориле на оваа тема, имаше некои поместувања, некои, како да кажам, она што ви беше потребно како нели на луѓе кои што се соочувате со ово секојдневието, се чини тие апаратчиња, што се друго, дали има некои промени во однос на тие работи што би се навистина неопходни и потребни во соработка со Министерството, ви овозможија, што се случи нешто, да ни кажеш за овој период, иако беше време на ковид, меѓутоа дали сепак нешто се случи? Се случи, значи јас во самиот вовед кажав дека процесот за меморандумот е повеќе од 2 години, јас сум председател 2 години и една недела. Така, да, прилика 2 години, да. Точно, значи не измислив ништо, туку продолживме сите заедно да ги завршиме работите. Да, ние немаме веќе паралелен увоз, имаме сигурна терапија. Добро. Донесена е најсовремената терапија од инсулини, инхибатори, таблетарна и инвазивна, односно инектирана. Имаме зголемен број на термини кај ендокринолозите. Така. И во услови на Катерина дека работат навистина со полна пара. И во услови на короната ние бевме со ниво директна релација со докторите да пробиваме термини во смисла бројот на термини за нив да не бидат толку во ковид центрите, да бидат во и цела држава зборам во светени за диабетесот и воспоставивме во реалниот живот без формализирање, без ништо со Министерството заедно и со Националната комисија за диабетес во соработка во сменивме начин на работа со телекомуникацијата, односно телефонски јавувања, интернет податоци споделување, за да може докторите се доближија со месенџери, со вибери и така натака, значи да нема оптеретување. Она што нас како лица сега не задоволува, тоа е изборот на апаратите или лентите. Добро. Ние сакавме да има поголем избор на ленти, на апарати. Значи остана тоа како што се беше претходно? Тој дел треба да се доработува. Ние затоа и баравме и претходно да се надмине ова, да се воведе
тој принцип што во цела Европа и во регионот. Млад е референтна цена, па секој од нас да имаме право да си бираме како сакаме апарати ленти во аптека, а државата да ни даде соодветен надомест тоа што сега го дава, само нас наливча, а сами да си докупуваме. И онака докупуваме или реагираме кај овој што сега е дистрибутер, има проблеми со комуникација, но што теретен е дополнително што се случува и зошто се случува. Доставивте ли барање за оваа? Не, 3 години веќе се бориме со тоа. Што има ли некој одговор? Има поместувања, да, ќе се менуваат работите. Првата работа околу менаџирањето на диабетесот, односно контролата е веќе сензорите. Тоа е првата работа што успеавме да завршиме. Веќе има тендер кој што е завршен. За децата се. Тој, значи сите деца, бремени жени и една диагноза на мал број на пациенти ќе добијат, и слепите лица ќе добијат сензори. Сега 2000, мислам дека крајот на годината или почетокот на 2022 ќе ги добијат сензорите. Значи нема веќе боцкање по 10, нема толку болки, ке децата особено, нема толку паники да има. Нема траума за дечињата. Што би значило тоа сензори? Јас вака сега не сензори, јас сега моментот носам. Добро. Што прават тие сензори? И сега додека седам, самиот апарат кај мене на мобилниот има апликација, го мери шеќерот многу често, на секоја минута, на секои 3 минути. 3 минути и реагира. Ако отиде у хипо или у хипер, сега например во емисија ве да најавам, дека ако свирне нешто, не ми звони телефонот, туку реагира сензорот дека или хипо, односно е паднат баѓа или како отиде, да. И вие имате време, алармира доволно напред, без да се боцкам дополнително. На 3 минути, нели не е возможно, а ова е... Добро, значи тоа е веќе обезбедено и регулирано. Тоа веќе тие сензори и ние што ги бараме глукомерите, се да се поврземе и на интернет, односно преку мобилните апликации со докторите да го добиваат она што мене ќе ми свирне сега. Ако на одреден број во денот хипо или хипер, да свирне ке мојата докторка, свирне во смисла да сигнал, и да знае дека тој пациент е загрозен, да знае што се случува. Тоа во светот постои нормално и кај нас сакаме биде нормално. Она што сакаме, ние сакаме плюс, или треба да се работи, спомнавте едукацијата, че ние мора да се вратиме, ние имаме ниско ниво на едукација. Освен докторите, првичната едукација што ја даваат, односно сестрите од центрите за диабетес, здруженијата и докторите прво кажав прво докторите и сестрите. Заеднички. После тоа е сојузот кој што преку здруженијата еднаш-два пати годишно правиме колку можеме со средства да се организираме дополнително исто со докторите, регионални, општински или дури некојаш во рурална средина. Друга соработка. Меѓутоа имаме многу пропуст во едукацијата како држава и затоа на првите приоритетни работи кои што ќе се работи со меморандумот и стратегијата да успоставиме систем на едукација редовен низ цела држава на секој ниво. Ние немаме во институциите едукација. Ние имаме проблем во основното и средното образование со пристапот кон децата. Че луѓето таму училе, завршиле, дошле да работат да бидат наставници. Они не се сите спремни дека треба да бидат и дополнително нели грижа за дете со диабетес. И ние ги сваќаме. Ама тоа со мала едукација, со потребната едукација се надминува и веќе работиме на тоа. Со поединечни случаи се надминува. Праксата покажува. Во руралните средини, морам да кажам дека здравствениот систем целосно не е достапен. Че во руралните средини скоро немаме едукација. Ние планираме 2022 да почнеме во руралните средини да одиме. Јас оваа година минатата во Велешко најмногу, оде во планинските села. Таму знаете дека не знаат што е диабетес. Имаме луѓе сериозно не знаат што е диабетес. Они паѓаат во кома 3 дена, лошо им било и не знаат што е, они не се нели такви населението. Меѓутоа, а матичниот лекар, овдека семените доктори, матичните лекари се многу важни во оваа алка. Оваа алка која што зборуваше и доктор Адамова, мора да почнува според нас од матичниот лекар. Нивото на едукација треба да почнува и таму. Че не може ние да дознаваме дека пациент скоро пола година е одел на лекар со 11 гликемија, ама дали диета, движи се, спортове, ја враќал на 6 и не бил препратен кај специјалист. Ние сакаме тоа да биде систем, не бараме ние обично да ги праќаат побргу кај
специјалистите. Па специјалистот да процени дали треба дали на е исхрана диабетес и и дали треба за друга исхрана терапија. или Јас ова терапија. го поставив како прашање на доктор Адамова да ми каже кога е нели веќе се констатира за диабетес, бидејќи обично нели кога ќе појдете на доктор, кога ќе имате некој проблем со некое благо покачување, првен што се препорачува од матичниот доктор и да се смени начинот на исхрана, па потоа да се види дали ќе се намали и така натаму. Меѓутоа, сепак треба да бидат предпазливи кога веќе мора се да покачува се постави така. диагноза. Откако се постави диагноза, тогаш советуваме. Дали е само со диета, дали ќе биде вклучена терапија. Значи да не оставаат само на само на исхрана, една вредност така. тоа ништо не значи, затоа што може да пациентот да има и 6 гликемија, 6,7, а да не биде диабет. Тоа да биде моментално состојба на нервоза. На некој стрес или така натаму. Ајде да преминеме на оние терапии кои што во моментов ги применувате, современата инсулинска терапија, да ни кажете, еве вие како доктор нели кој што е вклучен во третирањето на пациентите, кои се предностите на ова терапија, ако ги има, нели, да ни ги посочите? Апсолутно. Нас ни е посебно драго што последниот период се донесена е најновата терапија, која што е во вид на инсулин, значи и во однос на брзи инсулини и во однос на ултрадолги инсулини, нивното дејство е ултрадолго, и исто така и најнова терапија која што е инјектабилна, а која што не е инсулин, која што е резервирана за тип 2 диабетес, која што исто со одлични резултати, и може да биде исто и таблетарна терапија, која што исто во новата група на лекови, не е во групата на оние стари лекови кои што просто кажано го трошат панкреасот, значи нови лекови со кои што ние последниве 2 години од прилика веќе ги препишуваме, можам да кажам дека имаме фантастични резултати. Така да навистина ни е посебно драго што имаме многу поголем избор сега во однос на лекување. Истото најмногу се однесува на тип 2 диабетес, зборам за оваа терапија. Во однос на тип 1 можеме да кажеме дека децата имаат најновата инсулинска терапија, и за тоа повеќе би кажале педиатрите, меѓутоа бидејќи ние можеме да прегледуваме, клиниката за ендокринологија прегледува деца, може да прегледува деца над 14 годишна возраст. Така да од 14 до 18 е некоја преодна возраст кога може и кај нас, може и на клиника за педиатрија да се следат, меѓутоа сите деца се префрлени на новата инсулинска терапија, така да можеме да кажеме дека со тој дел сме навистина задоволни. Обично кога станува збор за диабетесот, знаеме дека предизвикува многу компликации, па дали се уште можете да забележите случаи на лица со диабетес кај кои што има некои компликации, кои се најчестите? Значи, најчестите компликации се нефропатија, ретинопатија, во последен период нешто се забележува и зачестени, значи, улкуси и појава на гангрена. Така да тоа се најчестите. Меѓутоа може да се јави и мозочен удар или и инфаркт. Ти се најчестите компликации. Меѓутоа, она што секогаш го кажуваме кај пациентите кои што се ново диагностицирани, кога ќе им ги кажеме сите овие компликации, а за нив тоа е нешто многу далечно и не го перцепираат како нешто што нема баш тоа мене да ми се случи. Меѓутоа, секогаш кажувам, компликациите не се најавуваат бучно. Доаѓаат полека и тивко. Меѓутоа, кога веќе ќе се развијат, нема веќе враќање назад. Затоа идејата и на сите овие состаноци, сите овие комуникации да се спречат и тие компликации, затоа што со една од компликациите пациентот станува полуинвалид, а повеќето од пациентите имаат 1, 2 или 3 компликации. Дали се случува тоа кај оние пациенти кои што се помалку одговорни кон својата болест? Апсолутно. Кај пациентите кои што се преговараат сами со себе, така. Добро, сега ќе каснам, ама ќе се земам 2 или 3 апчиња или ќе земам поголема доза на инсулин, така, и после ќе ми биде добро после тоа. Меѓутоа тоа не функционира баш така. Така да многу често буквално треба навистина да се придржуваат строго онака како што вие ќе им кажете како ендокринолози. Или пациенти како мене кои што не ни мерат. И одите на состанок со докторите за да договарате. Се караме. Докторите тоа за стентот се кажувам, одите на состанок со докторите да разговарате за едукација и таму нешто нели ви се случува и вика што ти е, па нешто не ми е добро, еден преглед завршувате на кардиологија, те стентираат. Тоа вам ви се случува? Да, како мирен пациент и дисциплиниран. Како дисциплиниран. Значи тој 19 март си опамтам. Колку време веќе сте со диабетес? Јас сум 6 години. Морам да кажам, не дека се промовирам сега, туку го кажам како баш
и треба да биде сватено како лош пример и пример, страотен. Така. Затоа Значи, што не бевте дисциплиниран. Знам како се чувствував тие неколку часа и после тоа јас од тој ден навакај се водам стрикно по тоа што е науката, медицината, сваќајќи дека со докторите од ендокринологија и во Велес, да кажеме, моите доктори од Центарот за диабетес, дека 24 часа се достапни, што и да ми се случува се консултирам и ви даваат совети. Значи се живее. И од ништо не смеускратени. По мојата килажа се гледа. Значи, и новата терапија... Смеете се да консумирате, Вака, во кога принцип, вие консумирате таблети? Да, во принцип диабетесот не ограничува ништо. Јас морам да кажам како пациент, се додека ви е нормална гликемијата или немате развиено коморбидитет, компликација. Значи никој не ограничил да јадеме било што. Меѓутоа, имате параметри, даваат и печатен материјал, има книги. Сега на Google, на интернет имате се. Броење на шекери. И на шекери, и на јаглехидрати, и на се. Можете едноставно да преведете. Затоа рековме, едукацијата е многу важна, меѓутоа и комуникацијата постои, можеме да бидеме дисциплинирани, можеме да бидеме посветени, да не развиваме компликации. Ние зошто се посветивме на компликациите? Ние 2022 ќе развиваме допрва наш план за компликациите, затоа што државата ја чиниме плюс. Че ние викаме, сакаме, нели како граѓани, сакаме семафори, сакаме модерни улици, сакаме трамваи, сакаме... Како кога ние, како лице со диабетес, или диабетичар по-старо, како се викаше, сам ја чинам државата плюс во компликации и тие пари одат на моје лечење. Наместо додат во друго, во образование или било што. Ова не го ширам како политика. Го кажам на собствена кожа што сум почувствувал. Ја го потврдувам тоа затоа што во светски рамки 90% од буџетот за диабет се троши на лечење на компликации, а многу малце на превенција. Така. Значи најмногу оди на лекувањето на компликациите. Така сега веќе кога сме кај превенцијата, ајде да посочиме, бидејќи тука сме никаде при крајот со емисијата, овие 7 минути да ги посветиме на тоа како да се превенираме и впрочем да ги посочиме оние причини кои што се навистина битни за состојба на диабетис. Некако како сега да го свртиме како од почеток разговорот, обично секогаш кога нели говориме за некој проблем, ги кажуваме причините за појавата и симптомите. Меѓутоа, кои се тие причини што навистина допринесуваат за појава на состојба на диабетис, дали воопшто можеме да ги посочиме и како да ги превенираме работите ако веќе ги знаеме тие причини? Така сега. Прво морам да кажам основната поделба на диабетис. Тип 1 и тип 2. Гестацијскиот тип на диабетес кој што се јавува за прв пат кај жени во бременост. После породувањето кај тие жени се исчезнува диабетесот, меѓутоа имаат 7 пати поголем ризик во подоцнечната возраст да развијат диабетес. Значи тоа е гестацијски. Секундарниот го спомнавме после терапија со кортико. Значи главната поделба е помеѓу тип 1 и тип 2. Тип 1 диабетес не може да се предвиди, не се знае која е причината. Се смета дека автоимуно заболување и од X причини доаѓа до активирање на имуниот систем, кој што фактички сопственото тело ги уништува клетките во панкреасот кои што го лачат инсулинот. Тука нема превенција, не може да се предвиди апсолутно. Ке тие пациенти веднаш се почнува со инсулинска терапија. Сега, меѓутоа тип 2 диабетесот е тој тип на диабетес кој што стекнатиот, така. Се јавува почесто доколку пациентот не внимава што јаде, не внимава на својата телесна тежина и доколку дополнително е тој ризик влошен, доколку во фамилија татко, мајка, браќа, сестри се со диабетес. Така. Така да кај тие пациенти може да се внимава. Апсолутно. Баш денеска имав една пријателка која што беше свесна, дојде свесно, бидејќи незините родители се со диабетес и двајцата, беше свесна за ризикот, дојде да го направиме тестот и тестот е позитивен за диабетес. Така да меѓутоа дојде на време, така да не сме го превенирале диабетесот, меѓутоа можеме да ги превенираме компликациите. Во однос на превенција на диабетесот, телесната тежина, апсолутно, физичката активност, јадењето, здрава храна.
Значи не похованици, не мрсни храни, не Веќе шеќери. некако како дојдовме во како да кажам, ајде во некоја ера на живење каде што за секој проблем, впрочем, треба да се внимава. Што да се јаде, Така е. треба да се внимава. На стресот треба физичка активност. Ми се чини дека порано, нели, години наназад, кога еве ние сме биле мали деца, и не беше толку така застапено и секој проблем во однос на секое заболување. Сега некако, за жал, сите граници се поместија и сите Апсолутно, проблеми меѓутоа и сега заболувања децата се со повисоки Така. бројки, да. Јас сакам да ви кажам околу превенцијата. Ова докторката што го кажа сето, она што го гледаме и го гледам и јас и лично, тоа е стресот. Една од да, главните влијание. работи, Најверојатно, една од да. главните работи кај нас. Особено за шеќерот. брзите Да, промени, брзите промени во општеството, економијата, апсолутно. социјалата и губење така работно натака. место. Ние треба како на граѓани, со граѓани, да споделаме еден совет, побрзо да ги прифаќаме промените со полесно. Така. Чи да, наеднаш Да не се толку случило. трагично се сваќаме. Ние сме најверојатно се уште имаме, влечеме еден комотен живот кој што не кеме да го напуштиме, не сакаме да го напуштиме, за промени на работно место. Фирмите пропаѓаат, идат нови, не сакаме да менуваме, ние не сме научени дека треба може да смениш во годината 3 работни места или 3 работни фирми. Така. Тоа е стрес и во самата фирма. Платите се ниски, цените растат. Сето тоа влие во семејството, но ние треба да се посветиме на брзите прифаќања на промени, тоа не го зборувам. Едноставно го живеев. Јас си го заработив дијабетесот, не сваќајќи дека бев подготвен на промени, ама не такви кои што ми се случува и да бидете, јас немам во семејството дијабетес. Јас сум прв. Дефинитивно Типичен пример за стресот. стрес. Да. Меѓутоа, дебелината, работното место претходно кај што беше Повеќе фактори, комбинација. но така, да. значи спортот, смеата, неигнорирањето, него решавањето на проблемите во животот или обидување да решавање на проблемите согласно новата ситуација, помалку ќе носи кон дијабетес. Кај децата, морам да кажам еден апел до родителите. Мобилните телефони да се вратиме ај на почетокот на 2000-те години, кога ги земавме или ги земаат телефоните, да гасат интернетот, да ги бркаат од дома. Порано На улица играат порано. Мојата генерација проблем беше мајка ми и татко ми како да ме приберат. соберат. Ето така. Сега е проблем како да ги избркаме. Тука е најголем проблем гојазноста. Они вика нема стомаче, Нездрава храна. а што има сало. Деца со нездрава тип 2 храна дијабет имаме. И по 3 кока-коли на ден. Тоа му било освешување. Значи да поведат сметка родителите за своите деца и како се хранат и колку физичка активност има. И на со цел училиште. Да се, И на училиште да се исхраната намали оваа стапка и на тоа е навистина ужинките. страшно. И за ужинките на училиште Треба да се да се внимава што им се дава. дава, да. Навистина се надевам дека со сето ова што го кажавме и драго ми е што успеавте и двајцата нели да бидете тука, нели секој од свој аспект да ги каже работите, дека доставивме корисни информации до гледачите. Уште повеќе што кажавме дека навистина ни најмала одстапка не треба да се занемарува за покачувањето на шеќерот, со оглед на тоа што, како што кажавте, да не се пристапува веднаш со исхрана, меѓутоа да се постави да диагноза. се постави точна диагноза. Ви благодарам многу. Секогаш сме отворени за соработка, нели за Сојузот и за вас ендокринолозите за се што треба да информираме до нашите граѓани по однос на дијабетесот. Тука сме како емисија и како телевизија. Ви благодарам многу за денес. Благодариме за можноста. Така. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам јас за денес. Се надевам дека останавте до крај со нас, ги слушнавте сите корисни информации. Ако е така, тогаш ве поканувам и за 7 дена во исто време, а до тогаш ве оставам во убаво расположение. Имајте добро здравје и грижете се за вашето здравје.